Добро вечер. Денес имаме значаен датум, тој е 9. мај. И по тој повод, мој гостин за оваа емисија и за оваа тема е професор доктор Тодор Чепреганов. Тодор, со намера те викнав, бидејќи ти си добар познавач на историјата на Втората светска војна, на народно-ослободителното движење во Македонија и општата историја на ова европско тло во периодот и на Втората светска војна, но и после Втората светска војна. Па ти благодарам најпрви што си мој гостин и што ќе отвориме темата 9. мај, денот на победата на фашизмот, но воедно и се одбележува на европско тло и како ден на Европа. Но историски да се определиме. Благодарам за поканата. Посебно ми е драго што е по втор пат учествувам во вашава емисија. И навистина денот 9. мај е ден кога заврши, ден кој беше подпишан мировен договор за завршување, за крај на една од најголемите дотогаш војни во историјата на човештвото, или така наречена тотална војна, која се водеше скоро, во нејзе учествуваа држави од сите континенти на земјината топка. Кога разговаравме и кога се подготвувавме за оваа емисија, ние како историчари рековме сега од кој датум ќе почнеме да го одбележиме почетокот на војната и на кој датум ќе застанеме како крај на војната. Ајде околу тие историски датуми и хронологии. Во историографијата се уште се води дебата околу тоа кога е започната Втората светска војна. Дали, како што ние официјално го земаме 1. септември 1939 година со германскиот напад на Полска. Меѓутоа треба да се има предвид дека претходно во 1931 година имаме војна меѓу Јапонија и Манџурија на далекиот исток. Јули месец 1937 година имаме војна, Јапонија ја нападна Кина. И сега во историографијата се води полемика дали тоа е 7 јули кога е нападот на Јапонија на Манџурија или на Кина, или е 1. септември 1941 година. На европско тло точно војната започна на 1. септември 1939 со нападот на Полска. Со нападот на Полска. Меѓутоа, ако се земе као во глобала, во светски рамки, затоа што ние го славиме 9. мај за крај на Втората светска војна, меѓутоа таа се уште траеше на далекиот исток. На далечниот исток војната заврши на 2. септември 1945 година, кога беа поразени, кога беше подпишан мировен договор со Јапонија. Так. Што значи дека ова можеме да го сметаме како крај на војната на европско тло. Так. Со што заврши Втората светска војна горе на далекиот исток, таа заврши на 2. септември 1945 година. Ке ги наброиме кои све учествуваат и од едната и од другата страна, но сакав да посветиш посебно внимание и на подпишувањето на капитулацијата, оние два договори, едниот во Ремс, другиот во Берлин. Ние како ден на подпишувањето на договорот го земаме 9. мај 1945 година. Меѓутоа треба да се знае дека договорот е склучен на 7. мај 1945 година во Ремс, кога бил подпишан од страна на германски генерал и едно советско воено лице го подпишува договорот. Меѓутоа, кога договорот му бил доставен на Сталин, кога го прочитал договорот, во договорот стоела клаузула со која се барало и се предвидувало германските војници да се предаваат само на силите на западните држави, а не и на Советскиот сојуз. Сталин не се согласил со договорот и барал негова промена. Тој член да се смени. Ајзенхауер се согласил со барањето на Сталин и на 9. мај
Тоа е поправено и договорот е усвоен, е подпишан меѓу Кајтел и маршал Кајтел и маршал Жуков и договорот е влезен во сила, значи вечерта на 9, тоест 8 мај вечерта според временската зона на 9 мај 1945 година. Меѓутоа овде се поставува едно друго прашање. Ние денеска во Македонија го имаме тој проблем што сме ги подпишале договорите со Бугарија и со Грција и кај што имаме некои сметаат дека тие договори не може да се поништат. Тие биле меѓудржавни договори уверени во Обединетите нации и со тоа е завршено приказната. Меѓутоа овој случај еден од многуте покажува дека само за два дена големите сили меѓу себе си подпишале еден договор и веднаш го анулирале и подпишале друг договор, што значи дека договорите не се вечни. Договорите се интерес. Мора да има интерес и моќ. Се интересен и моќ. Тие биле моќни и можеле да го направат сето тоа. Меѓутоа сигурно и кај нас, кога се прави тоа, треба да имаш достоинство кога ги подпишуваш договорите. Меѓутоа, можеме да се вратиме сега како започна сето ова зло. Како се случи и дали денеска ние повторно не го живееме тоа што се случуваше пред почетокот на Втората светска војна. Знам во разговорите додека се подготвувавме, ти ми ја наговести темата дали може само еден човек да биде обвинете за почеток на ваква глобална војна. Во историографијата до 70-тите години се сметаше дека единствен кривец за Втората светска војна е Хитлер. Меѓутоа, прашањето е дали еден човек може да предизвика војна? Кој е тој човек што може да предизвика војна ако нема позади себе други кои што ја водат целата значајни фактори кои влијаат? И дали прашањето можеше да се спречи Втората светска војна? Кажавме дека почна војна на далечниот исток. Шпанската граѓанска војна ја имаме овде, кој што се водеше на тлото на Европа. Потоа грчко-италијанската војна. Значи имаше претходно локални војни кои што се водеа и на крајот изби Втората светска војна. Можеме да зборуваме дали денеска се води Трета светска војна, имајќи го оно што ни се случува со војната во Украина, војната во Израел. Дали ние не сме во истата состојба како што беше тогаш ако не се преземат мерки тоа да се спречи. Затоа што еден генерал има кажано дека меѓу Првата и Втората светска војна нема прекин. Тоа е само мало примирие. За време на подпишувањето на договорот на капитулацијата на Германија, кога францускиот генерал Фош слушнал дека е подпишан договор со Германија по такви услови, изјавил дека за 20 години германското племе повторно ќе се крене. И тоа се случи. Значи, меѓутоа, Германија по војната беше економски, стопански, секако беше уништена. Им беше забрането да има војна сила, сето тоа. Меѓутоа, како успеа за 20 години повторно да стане најмоќна воено и економски држава во Европа. Пазите, за 20 години тоа успеа да го направи. Сега, се крене од пепел. Кој и го овозможи тоа на Германија? За да можете да го направите сето тоа, ви треба кредити, финанси, ви требаат суровини, сето тоа за да можете да го направите. Сето тоа на Германија и го овозможеа Англија, Франција и Америка. Со давање на кредити и попуштање во однос на оноа што значи политика. Затоа што Париската мировна конференција не донесе мир, него таа донесе само повеќе причини за војна. Затоа што од неа излегува многу незадоволни држави кои што беа учесници во Првата светска војна и кои што изгубија и при мировните договори им беа одземени територии, тоест не беа задоволени нивните барања за што влегува во војна. Што значи крајот на Првата светска војна во основа ги создаде
причините за Втората светска војна. И што се случи? Хитлер не беше многу јак за да почне да води војни во почетокот. Меѓутоа, тој блефираше. Тој влезе во Сарската област и ако што е богата, да кажеме, со суровини, се влезе во незе и британците и французите не реагираа. Британците рекоа, па тоа е нивно, нема потреба зашто да реагираме, си го взимаат своето. Тоа ви рекоа исто као да во Велика Британија некој ни побара нешто што е наше. Потоа следуваше аншлусот на Австрија. Да. Клучната работа беше Мехенскиот договор со Судетската област, со Чехословачка. Дури до таму се одеше што бидејќи чехословаците не сакаа да го потпишат договорот со кој што се остапува Судетската област на Германија, Британија и Франција им се заканија на Чехословачка дека тие ќе ја нападнат ако не го случат договорот. Чудна некоја аналогија во денешно време. Чудна, тоа ќе го чудна. Меѓутоа беа приморани и го потпишаа договорот и германците го зазедоа за Сарската област, Судетската област, која што е индустријски многу богата. Франција и Англија сметаа дека со тоа барањата на Хитлер се задоволени и дека тој понатаму нема ништо да бара. Меѓутоа, Хитлер не остана на тоа. Уште една работа е важна. Во преговорите кои што се водеа, или во договорите меѓу Англија и Германија, основното барање на германците беше да им се вратат колониите, кои што им беа земени со крајот на Првата светска војна. Тие постојано повторуваа една мала Холандија, една мала Шпанија, една Португалија имаат колонии, една голема Германија нема колонии и бараа да им се врати. Меѓутоа, британците од тоа не отстапија. Не дозволија да им бидат вратени колониите на Германија. И тоа беше една од причините што Хитлер и неговите генерали рекоа ако не може со мир, тогаш ќе има една реченица која што е употребуваат игра на слободни сили. Така. Тогаш тоа значи дека кој е појак, што освои, тоа е негово. Тоа е негово. Меѓутоа на европско тло попаѓањето со Михенската спогодба, мислејќи дека Хитлер ќе се смири, тоа не се случи. Хитлер ја нападна Полска. На 1 септември 1939 година ја нападна Полска. Сега, тоа е 1 септември. Франција и Англија објавуваат војна на Германија на 3 септември. Прашањето е зошто не ја објавија војна на Германија на 1 септември. Не го чекаа 3 дена. Се водеа дипломатски преговори, се водеа со кој што се настојуваше да се свика нова Париска мировна конференција. За да таму се договорат новите интересни сфери. И треба да имаме во предвид дека досега светот има живеено во 3 системи. Тоа е Виенскиот систем, 14-15, кога се собираат амбасадорите, кога се собираат амбасадорите на европските држави да ги дефинираат своите интересни сфери и до Првата светска војна тоа се држало така како што е, Версајската мировна конференција, кога е повторно направена нова поделба на интересни сфери и Јалската конференција. Ние ќе зборуваме за Јалската. По Втората светска војна. Што значи, денеска светот живее без систем. Нема систем. Пак е оно во игра на слободни сили. Кој успее да се позиционира каде треба и тука треба ние да ја гледаме нашата шанса каде треба да се позиционираме. Затоа е историјата наука која што упатува на идни постапки. Токму тоа и кој не учи од историјата губи. Губи. Тоа е познато.
Јас само да кажам дека ние имаме неколку фотографии кои ќе одат како видео. После може би ќе ги искоментираме, но тие може да не следат во нашиот разговор, бидејќи се определивме да малку и да го илустрираме ова што се го кажуваме како историска поука. Овдека пишува и Ден на победата и Ден на фашизмот и затоа сакам да кажеме дека долго време овој ден се одбележува како Ден на победата на фашизмот, но некаде после 89-та година, по паѓањето на Берлинскиот зид, овој ден добива друг наслов. Некако денот на фашизмот се трга, Да. фашизмот се трга и дека се го заменува денот на Европа. Меѓутоа, досега единствени кои што остануваат доследни на неговото празнување, почитување и достоинствено одбележување се русите, кои што во Втората светска војна дадоа најголем број на жртви, 20 милиони жртви, и како може да не го честуваат, тоа би значило грев за оние кои што ги положиле животите. Дури јас во еден наш разговор спомнав за твое мислење, зошто дозволија толку многу да се жртвува Црвената армија, односно рускиот народ, се до она позната Куртска битка во 1943 година, изгледа кога тука ја однесоа победата руските војски, односно советските, изгледа западните сојузници видоа и страф, но и шанса како да се вклучат поинтензивно во настаните на Втората светска војна. Наташа, значи, го знаеме блицкригот, како се случи во тогашниот Советски сојуз, со која брзина германците напредуваа кон Москва и сите тие работи кои се случуваа во тој период. Советскиот сојуз и покрај фактот што Сталин не веруваше дека Германија ќе го нападне и покрај тоа што има склучено договор за поделба на територии. Финска стана дел од Советскиот сојуз. Балтичките држави, Полска поделена, сите тие работи, меѓутоа тој не веруваше дека Германија ќе ги нападне, сметаше дека тие двете ќе владеат со светот, со запад Германија, со исток Советскиот сојуз. Меѓутоа плановите на Хитлер беа сосема други и Советскиот сојуз немаше војна механизација со која што можеше да се спротивстави тој повикот за татковината да се бори. Го прифатија советските граѓани и тие без двумење се пуштија, се влегува во таа војна. Земете самостална градската битка, 2 години таму што се случуваше и вие да издржите сето тоа што со толку големи жртви. Навистина е епохално. Затоа и така е. И затоа денеска тие са и имаат право да го чествуваат тој ден. А Западна Европа што го славнува денот на Европа, мислам дека е се повеќе со цел некако тој нацифашизам да се стави на страна, меѓутоа ние како историчари знаеме ако нешто почнеме да го забораваме, тоа може и да ни се повтори. Така што гледаме такви работи и почнува да се повторува. Ни се случува. И во таа насока сега сакам да те прашам, македонскиот народ, иако е во рамките на 3 различни системи, односно држави, Царството Бугарија, Кралството Грција и Кралството Југославија, но македонскиот народ се вклучува во народно-слободителната борба, особено во оној дел што беше во Кралството Југославија, или познат како Вардарска бановина, меѓутоа имаме први партизански обиди и во Пиринскиот дел и во Егејскиот дел на Македонија. Тие по ништо не заостануваат. Интересно е што поголемиот дел од македонското слободително движење ја нема она поддршка и во оружје, но и морално и политички, како што го имаат оној другиот дел српскиот, хрватскиот, со странските мисии.
Кога се појавуваат странските мисии на македонска почва? Треба да има во предвид дека македонското народно национално ослободително, затоа што ние се боривме за слобода и за национална еманципација. И национална и социјална еманципација и политичка. Еманципација. Како што кажа, Македонија беше во овој дел во Вардарска Македонија, во Вардарска бановина. Значи, тој беше дел од Кралството Југославија. Со почетокот на војната, во војна влезе Кралството Југославија. Македонија, тие уопште ниту британците, ниту американците во почетокот не калкулираа со тоа дека на оваа територија живее народ кој што бара национална и социјална и ослободителна еманципација. Само на брзина во Лондон се наоѓаат имигрантските влади скоро на сите окупирани балкански и европски држави и тука се водат разни преговори, договори за федерација и конфедерација Унија. 42 година јануари месец е склучена Југословенско-грчка федерација, со која што Македонија воопшто не се споменува, таа си е дел од Југославија, значи Македонија ќе се остане во рамките на Југославија по Втората светска војна. Меѓутоа, што се случува? И покрај фактот што некои денеска настојуваат да го омаловажат национално-ослободителното движење на македонските партизани, односно национално-ослободителната борба, сепак единствен организатор кој што остана да организира народот за борба беа комунистите. Колку на број не е важно, меѓутоа таа комунистичка партија со тие млади деца кои што имаа идеја појака од крв, успеа да формираат партизански одреди, да се спротивстават на бугарската окупација италијанската во западниот дел на Македонија и со тек на времето од 41 до 45 година да имаат еден раст кој што доведе до формирање на македонска 100.000 войска. Британските војни мисии за прв пат, и тоа е интересно, дознаваат од британските мисии кои што наоѓаат во Албанија. Те известуваат од Албанија дека во Македонија има некое движење национално, дека има партизанско движење, не знаеме што е, како е, меѓутоа се борат против бугарските, германските и италијанските окупациони сили. Кога ја испраќаат информацијата во Лондон, експертите на Форд и му ја доставуваат на Черчил, Черчил бара веднаш да се направи анализа што е тоа македонското прашање, што представува. По една недела му доставуваат извештај во кој што на 30 страни е опишана целокупната историја на Македонија во секој поглед, економски, социјален, географски, флора, фауна, се во детајли. Само да те прекинам на кратко, што значи тие многу добро се запознати дека ние сме македонци. Многу добро. Имаме своја историја, како ја поделиле таа историја и географија на македонскиот народ. Ама сега работата е што да се прави. Овие се поврзани со југословенското партизанско движење. Што да се прави? Кога Черчил ја добива информацијата, на крајот заклучокот е од експертите и него дека не може да се дозволи обединување на Македонија, Југословенско-бугарска федерација и на крајот можно е само Македонија во рамките на Југословенската федерација. И тој став го држат до крајот на војната. Меѓутоа, 43-та година, октомври месец, почињаа да пристигнуваат првите војни мисии во Македонија. Тие се распоредени како во главниот штаб на НОФИПОМ на Македонија, исто така и во партизанските единици. Тие ја следат борбата на македонските партизани и постојано известуваат. И покрај фактот што биле војни мисии, на кои што им било забрането да се мешат во политиката на дотичните движења, сепак не можеле да излезат од суштината што е на терен. На оноа што се случувало. И тие пишуваат и политички извештаи во однос на она што се случува во Македонија. Например,
тие Макдоналд забележува дека македонските партизани пред се националисти, а потоа се комунисти. Да, еве имаме ние на Кајронот, еве веќе на екран. Еве македонското партизанско движење во својата основа пред се е националистичко, а потоа комунистичко движење. Значи, тие се борат за македонска национална независност. Да. И тие со тоа од тоа не можеле, ова е само еден од многуте извештаи. Од многуте извештаи, ова го земавме со оглед дека е извадено од сведоштвата кои што беа по твоја редакција, што ги подготвувавме. Можам да ти кажам дека пред 2 години, кога во една прилика го имав цитирано овој дел на Макдоналд, ми се обрати многу сурово и недолично еден апологет на бугарската идеја во Македонија, како ова сето не е точно. Меѓутоа, ние можеме сега да кажеме дека е навистина многу точно и постојат многу документи, извештаи. Документи без збор, и американската и британската документација е многу јасна. И американците 44 година, обавештањата служба на американците ОСС има еден извештај во кој што посебно нагласува дека македонците се посебна нација, народ. Сите тие се борат за автономија на Македонија. Сето тоа го има во британските документи. На нив им била многу јасна ситуацијата што се случува во Македонија. И македонските партизани, треба да се истакне, учествуваат во 2 големи операции на оваа територија кои што ги преземат британските воздухопловни сили. Тоа е операцијата Недела на глувците, Ратвик, и веднаш после нејзе, кога го виделе успехот од оваа офанзива, се века Хелиум. Значи, тоа се 2 операции. И поради учеството на македонските партизани и успесите што ги постигнувале, овие од воздух, овие од копно, британската врховна команда има испратено признание до главниот штаб на НОФИПОМ на Македонија, со што им се заблагодарува за помошта која што им е упатена. Да бидеме поконкретни, каде се одвиваат воздушните напади? По железничката пруга Белград-Солун. Да. Белград-Солун, и овде се водат во борби. Ова ме потсети на нешто што со колешката Ленина Жила го разговаравме, дека вагоните кои требале да поминуваат во однос на северниот правец, не можеле да се движат заради бомбардирањето. Меѓутоа, кога луѓето кои што биле во тие вагони биле замолени од партизаните да излезат и да се спасат, ниеден од нив не излегува со помисла дека повеќе ќе се спасат ако нешто работат во Германија, бидејќи така им било ветувано, отколку да се придружат на партизанското движење. Тоа е еден дел од реалната историја која што ние ја имаме и која мислам дека сериозно треба да ја разгласуваме, бидејќи во овој момент ни се случува големо оспорување на научното достигнување на историската фела и постигнувањата кои што ги имаме постигнато. Мислам дека тоа уште полошо кога си го правиме ние самите, кога наши луѓе ја обезвреднуваат борбата на национално-ослободителната борба на македонскиот народ. Не само за НОБ, туку почнувајќи од периодот на Илинденското востание, формирањето на ВМРО и сите тие работи кои што ние самите ги омаловажуваме. Без да размислиме дека, како што реков и преска, дека тие деца кои што учествуваат во тие национално-ослободителни движења имаат идеја. Идеја која што еден вели дека појака, за да успееш ти треба идеја појака од крв. Тоа го имаат тие деца и затоа успеа да формираат македонска држава. И уште нешто, поради тоа што
влогот на Македонија во Втората светска војна, на првата прослава на 9 мај 45 година во Москва присуствува Михаил Апостолски со цела македонска војна свита. Тоа е значајна придобивка, односно изразување на чест и вистинско значење на народно-слободителното движење и македонската војска, бидејќи во Асном, колку што се сеќаваме, еве и ние колку за публиката да кажеме, таму има еден посебен дел каде што се оддава почит кон македонската војска. Која што ја изнела фактички ова револуција национална, социјална на македонскиот народ. Сакав уште нешто да прецизираме. Ослободувањето на Македонија не оди така едноставно и така лесно. Ти спомна дека веќе се создаваат дивизии, корпуси, веќе здрава македонска војска, која што своите акции ги води особено жестоко во западниот дел на Македонија, посебно во делот на градовите Кичево, Гостивар, Тетово, каде што се наоѓаат балистичките сили, кои и по капитулацијата на Италија, па и гледаат дека веќе германските сили ја немаат таа мок како од претходно, тие се уште делуваат на страната на овие фашистички сили. Да го искоментираме и овој дел. Почетоците за ослободувањето на Македонија се некаде октомври, ноември 44 година, кога почиња тој процес на ослободување на градовите во Македонија. Главниот штаб на НОФ ИПО има направено планови како да оди тоа ослободување, во кои сектори, како да се одива, и тоа е во време кога се повлекува германската армија од Грција. Меѓутоа, она што го спомна за Западна Македонија, последниот град во Македонија, Скопје, е ослободен на 13 ноември, денот кога е ослободен Скопје и кога последниот германец има напуштено Македонија. Меѓутоа, Македонија не е ослободена. Не е ослободена. Значи, последниот град ослободен во Македонија е Тетово. На 19 ноември. Меѓутоа, од 13 до 19 ноември. Скоро цела недела, со кои се борат македонските партизани. Тоа се остатоците од Ханџар дивизијата Скендерберг, која што действува и во Косово и во Македонија, и од балистичките остатоци кои што се наоѓаат на територијата на Западна Македонија. На македонските партизани им требале 6 дена да се борат со тие сили. И тоа сурови битки. Да, до ослободувањето на Тетово. Да. Јас, подготвувајќи се за оваа емисија, видов дека генерал Михаил Апостолски навистина има оставена обемна документација околу овие борби, кои што се водат за ослободување на овие градови. И намерно го спомнувам овој момент, бидејќи македонскиот народ се обидува фактички да ја ослободи целата територија која што ја смета за македонска територија, нели? Тоа били причината за влегување во партизани на многу млади луѓе, обединувањето на Македонија. Бидејќи тие ја дава таа масовност, не се сите комунисти, повеќе се определени родолюби, национално и социјално застапени со своји идеи кои што треба да се извојуваат. Треба да имаме во предвид дека луѓето не знаеле ништо е тоа комунизам. Да. Тие луѓе влегувале само со една идеја, кога исфрлена идејата обединување на Македонија, влегувањето во партизаните е масовно. Во овој контекст сакам да те прашам. Колку ние знаеме како историчари, колку била реална опцијата да се оди на Солун или колку опцијата да се оди на Сремскиот фронт? Некако да го искоментираме и овој дел. Знаеме ние дека кај нас се води голема дебата околу тоа дали беше подобро да се оди на Солун или да се оди на... Реалните
услови се сосема нешто друго. Политички, целата таа акција околу дењето на Срем е направена политички. Затоа што комунистите градат братство и единство и за да се зацрти тоа братство и единство се праќаат на Срем. Дали било можно да се оди на Солун? Според мене, ја кажувам, оно што сум го истражувал, што сум го читал, било реално. Како што правеле секогаш, затоа што во Бугарија имате македонци учествуваат во бугарското национално ослободително движење, таму исто така на власт е Татковинскиот фронт. Во Грција е Елас, исто така Солун е под Елас. Македонските партизани се во Елас. Таму го помина, зимата ја помина во Егејскиот дел на Македонија. Тие беа со македонците таму. Многу често се случи дека биле британците. Британците се уште во тој период не се во Егејска, во Грција. Тие пристигнуваат малку покасно. Значи, затоа има една реченица на Черчил која што употребува до еден лорд, Блекбери, кој што му вели да си ги пуштиме нозите колку што не е долга чергата. Не можеме да се спротиставиме. Меѓутоа, овде е реакцијата на Тито, кој што знае дека македонците сакаат да одат на Солун. Меѓутоа, за да го спречи тоа, испраќа Срби на границата, кои што да не влегуваат во Егејскиот дел на Македонија. Меѓутоа, тоа е више сосема друга работа. Тоа можеме само да спекулираме. Тоа оно што е добиено е максимумот што можело да се добие во тој момент. Максимумот. Да. Ова се што го разговараме не воведува во темата што предвидуваше конференцијата на Јалта. Тија спомна на почетокот. Одржана во февруари 1945 година. Ние нормално индиректно сме засегнати. Ајде. Ние вака, значи на Јалската конференција се состана Сталин, Черчил и Рузвелт. Меѓутоа македонското прашање не е поставено на Јалската конференција. Да. Тоа е прашање решено пред конференцијата. Значи, претходно е договорено дека тоа прашање да не се поставува, него тоа прашање ќе се решава после. И на Париската мировна конференција воглавно е направена новата прераспределба на интереси во светски рамки. Посебно во југоисточна Европа. Познат е оној договор меѓу Сталин и Черчил од октомври 1944 година, кога се на салфетка се договораат за процентите, кој 50-50, кој колку проценти ќе има во југоисточна, меѓутоа и тоа не се реализира, што го направи затоа што сепак моќта е во големите. Да. Треба да се спомене дека во текот на НОБ македонска делегација има отидено на островот Вис, Ченто, Петрушев, има Немачков, Емануел Чучков, кои што разговараат со Тито во однос на и обединувањето на Македонија, што сакаат да го постават акционо, меѓутоа што Тито не го прифаќа. Туку им кажува дека тоа ќе го постави на првата конференција која што ќе се одржи по војната. Тука Ченто бил во право кога кажал дека тука не превесла со тоа што го добивме као одговор. И затоа на Париската мировна конференција, каде што требаше да се постави македонското прашање, не беше поставено. И тоа сакав да споменам, дека сепак одредбите кои што се на Париската мировна конференција, бидејќи Југославија таква каква што е создадена, нели, федеративна веќе во тој период, Македонија и односно македонскиот народ е дел од
конститутивните елементи на таа федерација, што значи дека ние како држава црпиме и сме можеле да црпиме соодветни историски придобивки од француската конференција, каде што на една страна се победниците на Втората светска војна, се наброени таму, меѓу нив и Југославија, односно и македонскиот народ, сега ако бидеме искрени, во федерацијата, и оние кои што биле на страната на силите на Оската, и се набројуваат исто така таму кои се, покрај Германија, Италија, Бугарија. Што се предвидува во однос на Бугарија? Познато не е како Бугарија. Знам дека ти го имаш тоа спомнато на неколку пати во однос на репарациите. Па со париските мировни договори, Бугарија требаше во суштина и покрај фактот што се вклучи на страната на антихитлеровската коалиција, сепак на Париската мировна конференција беше на страната на поразените држави. И требаше да плати репарации на сите држави на Србија, тоест на Југославија, во тој склоп и на Македонија, за своето учество на страната на силите на Оската и за окупацијата на Македонија и сето она што беше направено за време на таа окупација. Требаше да плати, не сеќавам се, околу 20 милиони долари, меѓутоа Југославија и ги прости. За братството и единството меѓу тие два народа, меѓу бугарскиот и македонскиот народ, Тито и ги прости, да речеме, гревовите на Бугарија, што ги направи во текот на војната. И како резултат на тоа, денеска гледаме каква политика имаме од страна на Бугарија кон она што беше направено за неје. И се уште ќе убедуваат дека не биле окупатори, дека биле администратори, што е невиден абсурд. Ќе се навратам на оваа тема. Само сакам да кажам дека 9 мај после 1989 година во Европа добива конотација на Денот на Европа и се прославува оној француски премиер и министр за надворешни работи Роберт Шуман и неговата декларација, нели, која што фактички се поставуваат основите на Европската унија и неговата соработка со Конрад Аденауер, односно Унијата за јаглени чели, која треба да биде основа. Меѓутоа, ете и во тој домен, колку што се сеќавам, Роберт Шуман настојува да се создаде една таква атмосфера во Европа, каде што никој никого нема да го подчинува, никој никого нема да го води, никој никому нема да му го одзема историското минато, никој никому нема да му одзема право на историја и на постоење цивилизацијско во Европа. Наташа, знаеш што тоа ми личат обични флоскули кои што ги пуштаат одредени политичари. Затоа што само ќе те потсетам, 41 година, август месец, во Атлантскиот океан на Ньюфаундленд во близината се одржа на брод средба меѓу Черчил и Рузвелт. Беше подпишана Атлантската повелба. Во Атлантската повелба ги има истите овие работи. Самоуправување, одбирање на владење во секоја држава во светот, слобода на говор, на ова, на она, сето тоа го пишуваат американците дека било само пропагандна мерка за да се привлечат на страната на антихитлеровската коалиција државите кои што беа окупирани од силите на Оската. И ова што го зборуваат Шуман и тоа, дај Боже така да се оствари, меѓутоа они самите го прекрашуваат тоа, имајќи го предвид нашиот барањата за нашите барањето за нашиот влез во Европската унија. Не случајно го спомнав тоа, бидејќи ти веќе наговести на самиот почеток за ревизионизмот на историската наука, но и на меморијата на народите.
бидејќи и тука се задира сериозно. Не го спомнавме Холокаустот. Холокаустот. Како ќе го заборавиме Да. Холокаустот? Да. Едно од најголемите злосторства во историјата на човештвото. Не може да се заборави тоа. На хартија се трпи, хартијата се трпи. И сето тоа што го правате, окей. Меѓутоа работата е како е во практика. Ние на Бугарија и дадовме карт бланш за влез во Европската унија, Да. дека немаме никакви проблеми. Да. Пазите го, сега абсурдот. Им дадовме, бараме од нив да го направат истото, не може ли вие сте бугари. Да, со подпишувањето на таа декларација 92-та година во февруари меѓу Љупчо Георгиевски да. и Иван Стојанов ли беше? Или Петар Стојанов. Петар Стојанов од бугарска страна. Ние им ги отворивме можностите за Мислам, патот. повеќе Грција им ги Да. отвори можностите. Но во секој случај, ако ние се наоѓаме на овој простор, кој што навистина многу грдо звучи, онаа германска флоскула Западен Балкан, многу ме потсетува на она што беше во 19-тиот век, кога царството Русија и Австро-Унгарија се договара околу наследството на Османлиската држава, нас не именуваат чест источна Румелија или источен дел на Балканот, но никако не сме внесени како Македонија. Таа германска политичка логика продолжува и во овој 21 век, како некој рецидив на 20-тиот век, и ние понатаму сме Западен Балкан, каде што ни се оспорува, дефинитивно се оспорува историјата, националниот идентитет, но исто така од нас се настојува да се не само да станеме бугари, меѓутоа има и уште една комисија која работи со Грција. Исто така не задира во националниот идентитет и ние не успеавме да го издигнеме барем она наше научно достигнување на политичка основа. Знаеш зашто ова го спомнувам? Бидејќи неодамна сега ќе запловиме во некои политички води, меѓутоа наше е како историчари, како научници да кажеме дека историјата е работат луѓе од занает. Така е. А еден актуелен политичар кој сега е веќе на заминување спомна дека ние тоа не се мешаме во работата на историските комисии, тоа е нивна работа, кога тие се политички производ. Точно формирани се од политика, како може да не. Своите резултати ги даваат на тој што ги формирал. Да. Ние како историчари немаме видено записник од тоа што е зборувано, што е договарано. Особено од она грчко-македонската. Меѓутоа е безсмислено ние сега дискутираме, меѓутоа дискутираме за нешто што ми е наметнато. Ја не сакам да дискутирам за комисии кои што треба да ми го променат мојата колективна меморија. Не сакам да дискутирам. Тоа не знам, треба сега, ајде да речеме, новата влада која ќе дојде, тие комисии треба да се расформираат или да се најде некој друг модел, меѓутоа не да се преговара, договара за менување на колективната свест на еден народ. Пази, во 21 век. Во 21 век и Европа стои за тоа. Да. А зборуваме за тоа што напишал Шуман. Да, во тој контекст го спомнав Шуман, бидејќи некако мислам дека крајно навредувачки е кон македонскиот народ, кој има своји жртви за време на војната против фашизмот, и сега одеднаш треба повторно да се докажува. Абсурд. Меѓутоа, не го спомнавме претходно во периодот на почетокот на Втората светска војна, кога почиња, дека британците имале идеја да му направат атентат на Хитлер. Да, да. Обавештајната служба на Велика Британија СОЕ, служба за специјални операции, низ Европа бара човек кој што би го извршил атентатот. Меѓутоа, во тие нивни трагања, барања, добиваат информација дека тоа да може да биде направено од ВМРО. Во тоа време. Во тоа време од ВМРО, член на ВМРО. Да. Бараат и наоѓаат човек. Од ВМРО човек кој што се нафатил да го направи тоа,
бидејќи бил болен од рак и сакал кој ќе го направи атентатот да се грижи за неговото семејство. Човекот го обучуваат во Швајцарија 3 месеци. И за време на посетата на Хитлер на Австрија требало да го изврши атентатот. Го префрлаат во Австрија и со тек на време се спријателува со бугарскиот амбасадор во Австрија и бара која ќе биде парадата, поминувањето на Хитлер да биде во ложата со него. Меѓутоа, дента пред да дојде Хитлер, нашиот вамбаровец оди во кафана, се распиштолува, таму се опива, му паѓаат пиштолите што ги носел, повикуваат полиција и човекот го екстрадираат. За жал не успеав да го открием името, затоа што не во документацијата не може да се прочита, меѓутоа постои британска документација за целата процедура како за кој период станува збор? 41 година. За 41-та година. Те прашам ова бидејќи многу често забележувам во историските коментари дека фактички чинот за подготвувањето на германската капитулација некаде почнува од самоубиството на Хитлер до тие датуми што ги спомнавме, првите 7 мај, полека како процес како се подготвува за капитулација и да кажеме дека советските војски водат сериозни и тешки битки за гради во гради при освојувањето на Берлин. Да, Јас тука имав и една фотографија, баш ја најдов во нашиот дел кога разговаравме, има на видеото, мислам дека имаше еден советски уште малку треба, еве ги, еден советски или сојузнички војник со човек, граѓанин на Берлин, како изгледа Берлин во тој период кога се водат битките. За Дрезден. Да, и Дрезден, да. Јас и подготвив да ова го ставив само за да укажеме дека сепак советската војска и советскиот народ, односно рускиот народ, даде големи жртви и дека до ден денеска се прославува 9 мај како ден на фашизмот и колку што знам денеска на овој ден во Москва се подготвува голема воена парада и се одбележува како ден над фашизмот. Ден на победата над фашизмот. А еве го господинот Роберт Шуман, кој што за европските прилики важи како основач на Европската унија и прв председател на Европскиот парламент. Еве ги нашите борци, кои што долго време ние и така и ги изучувавме и ги почитуваме како борците на Македонската ослободителна армија и победата на фашизмот. Во овие нови времења, некои и поинаку толкова, овие се борците кои што се движат и се подготвуваат за настапот на борбениот дел кој што ги чека во Западна Македонија. Ова е од народен митинг од Кичево. Да. Ослободено Кичево. Ослободено Кичево, 45-та година. И ова е дел каде што сакаме да покажеме дека за жал, јас морам да спомнам, имаше еден актуелен политичар кој спомна дека Кичево е воен плен. Да. Меѓутоа, Кичево не е воен плен, Кичево е град на македонскиот народ и на Македонија и на македонската држава, каде што покрај македонци живее и друго население од друга етничка природа, меѓутоа е град кој што
е ослободен во завршните операции на Македонија во борбите против балистите. Овдека мислам дека денеска би требало да ја завршиме емисијата со оглед дека нашата намера беше да покажеме дека не само што го чествуваме овој ден, туку ние имаме реални историски докази за учество на македонските партизани во ослободителната борба. Ja, мислам дека треба да се гордееме со оно што го направија македонските партизани во национално-ослободителната борба во периодот 41-45 година и дека тоа беше направено под раководство на Комунистичката партија на Македонија, на незините членови, а оно што се случи по 45 година и аномалиите кои што настана е сосема друга. Сосема друга работа. Затоа ќе разговараме во една друга прилика, особено знам дека честопати сме дискутирале што се има случено на второто заседание на АСНОМ и на третото заседание на АСНОМ, но тие теми ќе бидат за некое наше следно видување. Тоше, јас ти благодарам за вечерашново учество и за нашата историска полука кон јавноста. Благодарам за поканата. И се гледаме секако во следна прилика. Драги гледачи, овде завршува новото издание на емисијата за македонските работи. До следната емисија и до следното видување останете во добро здравје. Добра ноќ.